вечер и благодарам на покана. Требаше ли во таков момент да се случи таква една најава, суптилна? Прво, ќе ми дозволите да се нафратам на овој ОПСЕ самит. Ние сериозно действуваме како политичка партија и ги анализираме сите елементи на действување и работата на секој поединечно министер и за таа цел имаме стручни тела, стручни тимови кои работат комбинирано на по неколку министерства на мониторинг. Ние како партија нема да му честитаме на никого за овој самит, бидејќи на овој самит гледаме како тезга на Бујар Османи. Сметаме дека се направи огромен криминал во организирањето на самитот, дека се испраа огромни пари, потоа што се злоупотребија преку јавните набавки, и доколку ние како политичка партија добиеме шанса од граѓаните да управуваме со некоја од институциите за прогон или со Министерството на внатрешни работи, ние ќе отвориме истражна постапка за организирање на овој самит со осомничено лице Бујар Османи. А во врска со работата на министерот Спасовски, покрај личното искуство мое, кое знаам често да го споделам, имаме и едно генерално искуство во јавноста или впечаток во јавноста дека човекот е Бритни Спирс, глумит звезда. Место да биде министер на внатрешни работи, а се зафати за работа и да го најде не само тоа девојче кој некни исчезна и уште десетици други исчезнати деца од земјава, куп убиства, Скопје никогаш не било пополно со дрога во секој можен гепек по Дебармаало, насилство на секој чош, повторно низ Дебармаало, токму на местото кај што исчезна Вања, на тоа место се случува насилство секоја вечер. А пред само некој време истиот Оливер Спасовски имаше пресконференција дека има засилени политички контроли на тоа место. Да, видовме родителите дека сведочеот им нема. Да. Се уште нема. Така да за нас Оливер Спасовски е само глумец, а не министер на внатрешни работи, и он во тој стил на глума, веројатно по тоа сценарио му дошло време кога треба да се најави било каква кандидатура, па и председателска. И затоа се го најавил. Бидејќи глумците кога играат по сценарио не ги интересира дали во меѓувреме починал некој колега снимател или се случило некој скандал надвор студиото, они глумат. Така и Оливер Спасовски, он глуми. И дошол момент да одглуми уште таа епизода за кандидат за председател на Републиката, што јас го посакувам како кандидат. А ние како политичка партија се ангажираме и сериозно се подготвуваме за настап на овие избори, вклучително и председателските избори, особено водиме грижа за понудата на опозицијата. Покрај процесот на обединување на опозицијата, многу е битна и квалитетот на понудата, и кадровска, и програмска. Бидејќи нашата крајна цел на овие избори... Сакаш да кажеш дека било која опција на опозицијата, обединета, ќе биде подобра од Спасовски, затоа му се радувате како... Нашата цел на овие избори ќе биде постигнување на најмалку 61 пратеник на опозицијата во земјава, како единствен начин да ја спасиме земјата од нахилието на дуи и албанскиот етнички шовинизам, кој галопира во последниве неколку години. Во таа смисла, исклучително е посакувано Оливер Спасовски да биде против нашиот кандидат или кандидати, зависно од тоа колку ќе успееме да ги завршиме процесите на обединување на опозицијата. И многу ќе биде интересно да го погледнеме следното. Дали под патронатот на Оливер Спасовски и на СДСМ одредени политички партии кои онака немаат 30 пратеници, а се далеку, верувајте ми, од 10.000 подписи за кандидатура, еве, искрено македонски концепт, има нешто над 5200 членови. Значи, ние многу тешко ќе ги собереме 10.000 подписи да изврлиме самостојно кандидат за председател на Републиката. Но многу лесно тоа може да направиме во договор со некоја од големите партии. Дали од опозицијата, особено двата тројански коњи во опозицијата, тоа е движењето Не знам на Максим Димитриевски и Левица, Тендер Левица на Димче Оџа,
Не знам дали ќе го доживееме тој момент, но обвинувањата одат натаму дека они се силно мотивирани од ДУИ и од посебно Кумановскиот началник менторство од еден поранешен премиер на Косово. Ке ми ги одговориш сите прашања пред време пред да ги само да завршам уште ова, дека ќе исфрлат кандидати со цел да го расцепкаат гласачкото тело на опозицијата и да му возможат на Оливер Спасовски прво место во она квалификувано мнозинство која ќе заврши првиот круг од претседателските избори. За да не се случи тоа, еве им шанса, јас ги повикувам двајцата лидери на тие две партии, еве им шанса да ме демантираат. Под нивни услови, со нивни предлог, да предложат опозициона платформа, па нека биде на штета и на мојата партија и лично на мене без разлика. Ние сме подготвени на секаков тип на компромис. Но да успееме во наредниот период до Нова година, нешто после Нова година, да ја обединиме целата опозиција на куп. Сите против оваа власт, вклучително и такви кандидати како Спасовски. Интересни пораки исто така, мислев да ги спуштиме малку подолу според сценариото, бидејќи нели сепак е дневна вест, односно прва вест е самитот, но како и да е, иницијација има за многу подпрашања. Се надевам дека овој мој настап на почетокот на емисијата ќе го зачува вниманието на јавноста до крај на емисијата. Секогаш си интересен гостин и верувам гледлив исто така. Благодарам. На нас не заболе и за Блинкен, и за Лавров, и за сите. Нас не интересира судбината на Вања. Не заболе колку се тие безбедни во салата Борис Трајковски. Кога јас живеам на 200 метра од Борис Трајковски, на мене не ми се безбедни моите деца. Нашите деца. Не се безбедни децата на оваа нација. Што ако тие се заштитени со 8 прстени безбедносни, кога по нашите градови хара мафијата и бандите? Што тоа? Наликуваме на земјите од Блиски Исток. Супер безбедни кралски семејства во Саудиска Арабија, а убиства на секој чекор, па Саудиска Арабија за нас е оаза на мирот и стабилноста како земја. Ние наликуваме буквално на Газа и на она што се случува во Израел. Во настапите не наликуваме на Бејрут и на Либан. Бејрут и Либан, кога се прави некој самит, е совршено безбеден, а на 100 метра од самитот се убиваат жени и деца. Тоа сме ние денес. Тоа е Македонија денес, оваа власт. И нас тоа не интересира. Австрискиот министер и неговата порака е во насока на она кое пред да се случи војната во Украина им го зборуваше големиот Кисинџер и ред други дипломати. Сега ова е како по свадба тапани, ми доаѓа на мене. Пораката на Кисинџер беше: никогаш не ја притискајте Русија во ќош, зашто ќе почне да гребе како мачка во ќош. Мора да има излезно решение од состојбата во која е притисната. Тоа е целта на секоја дипломатија. Штом некого го притиснеш, па и обичен човек, он ќе почне се брани, зашто нема излезно решение. Да, ако има излезно решение, он ќе се насочи кон решението. Штом Русија, која е сериозен моќен фактор во светот, во првите 5 нели помоѓа. Штом Русија ја оставаш без излезно решение, незиниот излез беше да ја нападне независноста на Украина, да изврши агресија врз една суверена, самостојна земја. Таму се вршат сериозни војни злосторства, таму има стотици илјади убиени луѓе, не само војници, и цивили, жени и деца. И јас мислам дека организација како ОПСЕ, баш за жал по македонско претседателство, го доживеа неголемиот пораз, односно доживеа неголемата војна на европскиот континент после Втората светска војна. Македонија, многу жално е, што во историјата наредните 200-500 години ќе се спомнува дека преседавала со Организацијата за безбедност и соработка на Европа, баш тогаш кога и се случи оно што не смееше се случи, а тоа беше не смее се случи воен судир на тлото на Европа. Европската унија, извинете само што ова, Европската унија е создадена со цел да спречи повторување на светски конфликт, односно војна на тлото на Европа. Тоа
таа е создадена на база на 6 фундаментални вредности. Тие фундаментални вредности, ако ги почитуваме сите ние, и пред се земите членки, пред се старите земји членки, основачите на Европската Унија, па последни и апликантите, и останатите земји од Европа, вклучително и Русија, верувајте ми, убеден сум, пошто јас сум европски фундаменталист, ЕУ фундаменталист, јас сум убеден дека никогаш немаше да се случи војна на европскиот континент. Самите европски земји, Европската Унија ги погази своите фундаментални вредности. И дојде во ситуација кога на нас не убедува дека е принципиелно да прифатиме некој од Бугарија да ми кажува кој сум, што сум и каков сум, а на украинците им вика војувајте, русите не смеат да ви кажат кој сте, како сте и што сте. Па тоа е тотално дволичие. Истата ситуација, истите изјави се. Она што го кажува Лавров и Путин за Украина, тоа го кажуваат Радев, Захариева и компанија од Бугарија. Не постои украински народ, не постои украински јазик, не постои украинска нација, не постои суверена Украина. Бугарија те кажува истото, дури започна да оспоруваат и македонска независност, иако тоа го прават срамежливо од други причини. Зошто не го искористија моментот на воведното обраќање при отварањето на конференцијата денеска, кој да ниту Ковачевски, ниту Османи, да испратат барем една реченица порака на тема македонскиот проблем, односно Бугарија проблемот. Бујар Османи изврши и злоупотреба на позицијата председавач на ОПСЕ. Он стави на тема на дневен ред се, само Македонија не. А ние сме во моментов втора по загрозеност државност во Европа после украинската. Во моментов Македонија е втора по загрозеност после Украина. Замислете денеска во Скопје, во главниот град на Македонија, преседава Македонија, заседава ОПСЕ, а тема на разговор не е Македонија. Замислете. Место беше главна тема, да ја наметневме, да го искористевме присуството на комплетното лидерство на северната хемисфера на земјата топка. Значи, не зборам само Европа, зборам на северната хемисфера на земјата топка. Значи, половина земјата топка е присутна во Скопје. Во таков момент, не цела, скоро, во таков момент, уште Северна Кореја им фалеше да покарат, во таков момент, да не го отвориш прашањето за Македонија, проблемот со Бугарија, уцените, уништување на копенхашките критериуми, непочитување на фундаменталните вредности на ЕУ, кога тука ти се присутни сите министри на външни работи на Европската Унија. Е катастрофален срам, пораз, неодговорност кон сопствената татковина и сопствената нација. Еве, Бујар Османи може би е мотивиран од бугарите тоа да го направи. А што прават таму ред други македонски политичари? Вклучително и тој премиер, кој само што пред неколку дена се фалеше дека Македонија има премиер македонец. Ја не сум убеден. Јас сум сигурен дека Македонија има премиер навивач на балистите. Еве нека ми демантира премиерот, ја ќе му докажам екзактно дека он не е премиер. Премиер е балистичката екипа. Свесна е јавноста, многу совршено е свесна како стојат работите. Да, испуштивме историски момент да го подигнеме македонското прашање на ниво на светски рамки, на европски рамки, да го искористиме присуството на Русија на тој настан. Зошто? Зашто и Русија ќе треба да одговори на исти прашања за Украина. И ние можеме да направиме совршена паралела во очите на американските дипломати, британските дипломати, европските дипломати, совршена паралела. Еве го слушавте господинот Лавров, или другиот од Лавров, што ви кажува за Украина, ајде сега прашајте го кој е таму од Бугарија, дојден веќе не ги знам кои се бугарски политичари, те се менјаат секој 6 месеци. Нека дојде, или беше ова девојката од... Министерка, да. Да, беше ли? Нека каже сега господјата министерка од Бугарија, дали исто мисли со Лавров? Па буквално ќе ги извадевме бугарите, ќе ги соблечевме голи. Министерката бугарска, ќе ја соблечевме пред светската јавност. Не мислам на лиштата, мислам на незината психика. За власта за политички поени која ја не ја употреби. Советот тука е вината, тука ќе ми простите уште една реченица. Да? Тука е вилен народ. Народ не гласа за политичари како мене, за да го направи денеска ова на самитот. Гласа политичари како Таче. За Ковачевски. Гласат на политичари како Бујар. Не гласаше на метната беше формацијата на оваа влада, јасно не. Добро како Заев такви изгубени честитки гласа. Такви пратеници во парламент кои гласат премиери како Таче. Нели посредно е избран од народот.
Ете, тоа е проблемот. Што овој народ никако памет не му доаѓа. Не знам уште што сака да му дојде памет. Што му се случи, веќе не знам. Тоа беше денеска темата во Скопје и затоа јас воопшто не сум задоволен од ништо со овој самит. Значи, се согласувам апсолутно со тебе дека Македонија е наркотериторија. Оваа влада ја фатија како кради марихуана од америчка фирма. Америчка полиција дојде во моје Крушево и ги апсеше во прилеп на претвар. Ја тоа велам дека ова е наркотериторија каде тоа е бизнисот. Началник на полиција Озаев така. И шоферот на братучет му. Затоа велам. Бе кај го има ова? Затоа велам. Со голем. И тогаш суштината останува Оваа порака после поканата, односно најавата за лидерската средба. Зошто го споменувам, го издвојувам ова парче од интервјуто на Николовски, токму заради темата левица за која што ти, Петар, имаш. Поважно од изјавата и на Ковачевски и на Николовски е реакцијата на граѓаните на екстремни ситуации во земјава, особено поврзан со етнички шовинизам и верски радикализам. Тоа многу ме загрижува, посебно кога читавме како реагираат пред се етничките албанци во врска со симнување на знамето на МПЦ во дворот на манастирот на Попова шапка. Пази, дечките што го направија тој чин, да донесеа некои нови инвестиции во земјата, да решеа некој проблем во здравството, во социјалата, во економијата, да помогнеа нешто во образованието, да направија... Не ти се чини дека е тоа политичка една фина испланирана комбинатурика, ставањето, па потоа демонстрацијата, дека го фаќаат човекот. Само завршам. Да направија некоја иновација, како млади луѓе, да ги прогласиш за херои, да ги прогласиш за не знам што, тоа ќе го разберам. Меѓутоа, со таков чин, општото албанско расположение кај граѓаните од албанската етничка заедница да биде такво како што е, или слично што кажа за Палестина, беа слични реакциите на палестинците во врска со нападите врз Израел. Да, ма не можеме да го мериме расположението на албанското население, односно припадниците на албанската заедница според тоа што се коментари на социјални мрежи и величање на одредени дела. Тоа го мерат и анкетите. Тоа значи дека ние ништо не сме постигнале во толерантно и граѓанско општество, изгреба во земјава. Туку напротив, сме потонале во уште подлабока криза на етничка и на верска основа. Ја очекувам дека на овие избори главната тема и проблем за спроведување на изборите ќе бидат тие прашања, често злоупотребувани од политичарите, да, но тоа не е ништо ново. Отколку прашања кои се клучни за нашиот народ, а тоа е нема можност човек нормално се лекува на државни клиники. Ние немаме образовен систем, тој е срушен. Мислиш дека ќе успеат овие националистички концепции да го тргнат вниманието во кампањата од реалните проблеми и тие прашања? И тоа е некако како... За да се сложуваш дека ќе успее овој пат овој националистички... Тоа е како спирала. Каква спирала? Ако тоа е, замислете го театарот во Рим во античко време. Ако народот реагира, аплаудира и се радува на повеќе крв, на повеќе мртви, на повеќе жртви, тогаш императорот и гладиаторите му го приредуваат тоа што го бара народот. Тоа значи дека како денес во Македонија нашите граѓани се радуваат повеќе на такви теми, екстремистички, шовинистички, верско-радикалистички. Тоа значи дека политичарите како добри гладиатори се повеќе ќе им го даваат тоа на нашите граѓани. Вината повторно е наоѓам во расположението кај граѓаните. Никој не сака да дискутираме отворено и сериозно, студиозно, па да вклучиме и странска експертиза. Место Тача да дава такви изјави недоветни во присуство на европски министри на вътрешни работи, испаѓа како да чека од него амин, за да закажи средба на колегите негови во Македонија. Место треси такви зелени, ние треба да отвориме тема што правиме за рестарт на системот во оваа земја. Граѓански устав да донесеме на земјава. За тоа да ги искористиме европските експерти, да го земиме најдобриот пример, нека биде грчкиот
устав кој на старата демократија во светов. Да го разгледаме грчкиот устав и да го примениме во Македонија. За да конечно еднаш темата верски радикализам, темата етнички шовинизам, темата покривање на криминал и корупција на политичарите со вакви прашања, етнички или верски, да заборавиме, да зборуваме за реални проблеми на реалниот човек во земјава. Ние на овие избори, за жал, не ќе се обидеме како партија. Да ги наметнеме тие реални проблеми на реалните граѓани. Но ние не сме партија која располага со толкави ресурси. Не да, но споменавте обединување. Да, значи не можеме. Поширокиот концепт гледаме што е опцијата на ВМРО ДПМН и како се навестува нивната кампања, улога, ако имаме улога, сериозна улога и учествуваме, успееме да избоксуваме таа широко позиционна платформа и обединување на опозицијата, ќе апелираме до комплетната опозиција. Опозицијата да понуди квалитет во програма, ќе се повторам, и во човечки ресурси, во кадри. Па немаме друга шанса за спас на државата ако тоа не се направи. Да ги игнорираме будалетинки како онај од Тетово градоначалникот или други провокации од ДУИ со знамења на црквата и било што. Целосно да ги игнорираме таквите настави. Мислам дека тоа и сега се прави. На реални проблеми, бидејќи додека тој од Тетово ми глуми на мене голем албанец и ми вее знамења на фашистичка Албанија, истиот тој, еден тротоар не му е чист во Тетово. Тетово блика цела шарпанина вода, он има рестрикции на вода во градот. Вода нема пијат тетовци. И македонците, и албанците, и турците, и бошњаците, и власите, и сите во Тетово кои живеат, и србите. Додека тој ми глуми со тие знамења на фашистичка Албанија, во Тетово уште гора депониите, нема кој да собери сметот. Се шират зарази по градот. Кучињата нема кој да ги контролира низ градот. Значи, ние веќе влегуваме во една спирала во која не внесува албанскиот фактор, пред се ДУИ, зошто ќе ви кажам, бидејќи со таква силен антагонизам етно-шовинистички. Да ви кажам. Веќе видено и искрено не верувам дека ќе успее овој пат. Они ќе се обидат да го максимализираат излезеноста кај албанското гласачко тело и бројот на албански пратеници, а да ја минимализираат и да ги исплашат македонците излагувањето на македонското гласачко тело и бројот на етнички македонци пратеници. Зошто? За со измеќарите, нивните измеќари од СДС измеќарска, формираат повторно влада и со нивните тројански коњи во опозицијата да формираат повторно влада која ќе продолжи, што би рекол Газдаали, како до сега. Тоа не смееме да му го дозволиме на Али Ахмети. Да, но само ви кажам, граѓаните знаете ли што чекаат? Граѓаните чекаат да видат трошка разум кај нас опозиционерите. Тука веќе се согласувам. Разлика и разум. Зошто? За да знаат дека овој пат нема само да ја казнат власта. Таа е казнета и од Бога е казнета таа. Не само да ја казнат власта, туку конечно еднаш да изберат понуда и квалитет кој ќе направи вистински рестарт на системот. Затоа немаме друга шанса. Ако тоа не се случи, еве, ВМРО ДПМН е како најголема политичка партија, дозволите молам, како најголема политичка партија и предводник на опозициониот блок. Ќе добие шансата да управува со државата. Но тоа ќе биде последна шанса за било која политичка партија во оваа држава да направи сериозен исчекор во нешто што се вика нормално. Не повеќе. Нормално. Да. Оваа држава, се до моментот, кога ќе се смета или ќе ни се представува како бинационална држава, за жал, така се поставува и представува. И од вчера едно национално албанска. И со сите своји политики сериозно чекори конфедерализација. Апсолутно, да. Тука веќе нема ни дилема, тоа е цел. И не се ни крие целта. Така. Се внесува босанско сценарио? Така е. Да добиеме некаква каде што секогаш ќе имате две спротивставени страни кои ќе се борат за пленот и не им е гајле за било кого друг, освен за нивните клиенти, престе за нив лично како политичари и нивните клиенти. Државата е во не второ степен, во пето степен план. Нема да ги интересира. Затоа велам, ова ќе биде историската шанса на модерното ВМРО ДПМН да ги врати работиве на вистински почеток со градење на се она што се вика држава и институции
Или овој рестарт за кој така е, апсолутен за кој согласен. зборува Петар. Од Значи, почеток. Апсолутно од почеток. Да, апсолутно. Апсолутно од почеток. Вие немате Нов устав. правда, Законска дури и регулатива. за тоа може да се разговара. Треба да се разговара. Не го решаваме бугарското прашање. Така е. Граѓански устав Значи, и нема бугари устав. Завршена немате питanje. право, немате безбедност, немате образование, немате инфраструктура, Не немате енергија, алармира немате дека- храна, ке немате ни вода, ке ви ја земат грците и водата на некој начин. Што имате вие? Одлични пораки за крај. Одлични пораки, иако можеби не го замисли вака крајот на вечерашнава за или против, ама гледаме во екранот што ни е пред нас дека веќе пробиваме сериозно време. Ви благодарам Петар Богојански. Јас имам закажано вечера Сафет во Бишевец. 9:30, се извинувам, во 7:30 со мој цимер и моето семејство, цимер од студентски денови, така да после емисија имам прекрасен настан. Убаво да се Ќе се дружиме поминете. фамилиарно со цимерот. Жал ми е што немавме време да спомнеме дали конечно ќе падне така наречената концепција техничка влада, бидејќи ни суштината за нејзиното воведување. Ако може јас да Да, ама не на овие Ама избори. немаме време, Да, ќе мора да, да ама не на овие избори, да. Ако може јас да одговорам, пошто сме политичка партија, ние Кратко, и со два збора. и 2020 тоа го бараме и во овој момент сме за итно укинување на пржинската влада и се што донесе тој пржински договор. Тоа е услов кој ќе биде еден вид услов или точка на И разговорот тоа во треба да се случи понеделник. сега, пред овие избори. Лидерската средба во понеделник.